малку по-добри држави, као Хрватска, Словенија. Таму ви требаат 100 или 200 подписи да формирате партија. Тука е ѓаволските. Овдека е 1000. Ја мислам дека нема изненадување да биде ако сега големи партии побараат и 5 или 10.000 во иднина да биде. И тоа е веќе ирелевантно. За да не може никоја партија. Да, за да одиш партија да правиш. Мислам, и нема потреба веќе некој да се мачи да прави, пошто тоа е стварно тешка работа, одење во суд, вадење документи дека не се осудуван, други документи, заверување на нотар, приложување сите тие 1000 подписи, значи, и тоа се 1000 основачи на партијата. И пленумот се одржува на почеток на февруари 2016 година. Вие имавте пленум. И да. таму беше... Значи, пленумот е највисокото раководно тело кое се одржува на секои 3 години. Испод пленумот постои Централен комитет, па постои президиум и се пониски Дали ешелони. Димитар Апасиев беше дел од тој пленум или подоцна? Да, он е еден од ностовачите, значи он е од сам почеток на левица. Може да се зборува било што за некои луѓе, не само за него, но меѓутоа кога зборуваме за основањето на партијата, да, он и сите останати. Дали првичната идеја беше да има председател таа партија или не? Дали тоа што имам слушнато дека председател подоцна дошло дека не било договорено да се разбереме, откако значи заврши проектот или идејата Левица како Левица која јас ја познавам, значи кога си завминавме сите ние од таа партија и покрај тоа што некој сака да каже денес гордо дека избркале или се добро, можеби за мене нека кажуваат дека ми избркале. Не е проблем, нели? Меѓутоа има луѓе кои си заминале, значи, биле резигнирани, значи од односот внатре. Партијата првично како партија формирана со такви раководни тела, дали постои поголем степен на демократија во едно општество, па и во една партија? Ако немате председател на партијата, него имате колективно тело. Значи, сите имаат право на глас подеднакво внатре. Имате Централен комитет составен од 50 луѓе и сите 50 луѓе им се слуша мислењето. Дали е тоа повисок степен на демократија или кога имате еден вожд и се чека, значи, неговиот параф или неговото аминување. Значи, целата беше првична да одлучува мнозинството. Тоа е идејата на Левица, значи. Така и се создаде. Така и се создаде тоа, значи, ние требаше, значи, како авангарда да демонстрираме демократија во Македонија. А еден од степените на демократијата е и на тоа како функционира внатре една партија. Значи, статутот беше напишан феноменално. Значи, се знаеше во статутот прецизно кој одлучува, како се одлучува, највисоките органи на партијата, кои се, значи, кога се одржува Централен комитет, на колку време, кој членува се во Централниот комитет, кои се членови на президиумот, кој носи одлуки, кога се носат важни одлуки, пленумот кога се свикува, значи, сето тоа беше убаво дефинирано, за разлика, нели, кој имате еден председател, кој сепак избран со акламација. Како се случи токму господинот Димитар Апасиев, сегашниот председател на Левица, да каже, ова веќе вака не бива, од денеска јас сум председател? Па тоа не се случува преку ноќ. Значи тоа е процес. Тоа е процес внатре во партијата. Значи, генерално вака, партијата ако е создадена, значи 2014-15, зборувам се создава тогаш, официјално не е создадена, но она се создава кивото нејзино, кој кажав дека од различна провиененција припаѓале луѓе. Имало од лев центар, умерен, иако ја тврдам дека не постои центар во политичката теорија. Тоа го вика исто и Кен Лоуч, еден од најреномираните, значи, општествено ангажирани режисери на сите време, најдобри филмови човекот има направено. Он има кажано вака, ако се движиш ти посред улица, сигурно те удри автобус или камион, мораш да идеш или лево или десно. Значи, немаш центар, да се разбереме каков центар. Значи, и имаме од тој лев центар, значи, умерен до радикална левица, постоело кај нас, значи. Но проблемот по мене е кога веќе ние сакавме да демонстрираме демократија, ние изгледа не го проценивме, значи, капацитетот на македонскиот електорат
во Македонија и ден денес не постои политичка култура, да се разбере. Дали направивте грешка со Димитар Абасиев? Не, прво грешката беше тоа што во самата партија толку се демократизиравме да дозволивме да постојат и фракции внатре во партија. Имало 4 фракции, ако не се лажам. Има една официјална и неофицијална Ленка. и една со тенденција. Не, тоа се невладини организации, значи тоа се припадници кои претходно доаѓаат од Ленка и од Солидарност во партијата. А внатре во партијата, тоа што некој сака да се кажува дека е ленкист или е некој од Солидарност, тоа нема благе везе, значи. Правиме муабет на папир една, тоа е троцкистичка, екстремно лева, значи. Јас можам да кажам дека они се едни од виновниците за сите случувања. Тоа е таа лева, крајно лева фракција, тие троцкисти. Значи, тоа беа 6-7 луѓе, значи не сакам да спомнувам имиња, сами ќе се препознаат. Так. А од друга страна... Зашто, што направи они? Што промени они? Они беа теоретичари. Они само теоретизираат. А пракса слабо идеш. Пракса слабо. Од друга страна имаме, значи, истото се случува, но политички идеолошки со нив никогаш не може да најдат заеднички јазик. Значи тешки за да, и меѓу себе значи се гледат како еден вид реакционери внатре во самата партија. Значи, и што се случува? Тоа тлееше, значи, со месеци. Се чувствуваше на одредени централни комитети на кои јас дури доаѓав од Љубљана само на 2 дена, доаѓав во Скопје, дури дома не оде во Свети Никола, значи доаѓав во Скопје само за да одам на централен комитет и се враќав. Еднаш сам успеав да отидам до Свети Никола и тоа ми беше. На еден таков состанок, или како да го кажам, кога сте се вратили од Љубљана, дознав дека сте биле избркани или полиција било викано или дали е тоа вистина? Почнале да се шират. Па имаме информации. Вие доаѓате дури од таму токму заради состанокот и нешто тргнало. Ајде веќе кога начнавме муабетот да го кажеме. Да. Мада мислам нема потреба. Не ни сагам никаков публицитет, не барам. Но веќе кога го начнуваш ова, гледам дека некој дојавил, сепак излегло тоа. Ја мислев дека никој нема се случи да ме праша за ова. Точно е, тоа беше предпоследниот централен комитет. Меѓу другото, јас сум легол со неколку од нив, тоа е со сегашната левица во конфронтација. Тогаш, меѓу другото, беше на предходниот, предпоследниот ЦК, каде што се расправаше дали да се оди со движењето Бојкотирам. Јас реков дека ние немаме потреба да се едноставно компрометираме да одиме. Нели? Јас дури бев и со гордост можам да кажам дека јас сум единствениот припадник на левица, зборувам на таа левица нели од 2015, 16, 17 година. Како што умеете да кажете таа левица што ја препознав. Да, тоа е авангардата, значи во која бев против шарената револуција. И јас знаев дека едно зло со друго не може да се замени. Они сите учествуваа, беа и со знамења, беа. Ја секојдневно, значи, тогаш имав активен Facebook. Пред времето. Ја бев далеку, значи пред нив. Мои одредени написи тогаш се уште ја немав страницата, сајтот. Мои одредени написи тогаш ги споделуваше гордо и една почитувана професорка универзитетска, која патем беше една од кандидатите за председател. Значи, после тоа се случија некои работи и го изгубив контактот со неа, она веќе не сакаше. Добро, Гордан, каде настана конфликтот со сегашниот председател? Што се случи на тој состанок? Конфликти имаше повеќе. Па на тој состанок вообичаено, значи јас се држев строго до статутот. Статутот стар предвидуваше дека он е достапен и упишена форма може да онајде. Колку и да тврдат дека тој статут е нелегитимен, како може статут во тоа време и те како беше легитимен. Сега они си имаат нормално нов статут кој е изменет скрос. Во тој статут во членот 31 став 2 се вели дека
на седница на Централен комитет која се одржува, а на која се говори или се разгледуваат важни прашања, значи може по исклучок да присуствуваат и надворешни членови кои не се членови на Централниот комитет, Значи и симпатизери. И симпатизери или експерти. Значи, без право на глас. Добро. И јас сум свесен за тоа дека јас немам право на глас. И јас и не гласам. Но меѓутоа јас имам право да искажам свое мислење на таква седница. Ми беше тоа ускратено со гласање на колективно на ЦК. Значи, предлог се даде дали Гордан Стошевиќ треба да присуствува на оваа седница или не. Кој е за, кој е против. Тоа се Од изгреши 50 луѓе, 45 гласа јас да си заминам, само 5 гласа јас да останам. Значи, као сега знам кои се тие 5 луѓе. Значи, не е важно, нема потреба да ги спомнам. Да. И јас реков не излегувам од седницата. Ајде да видам кој е маж што се родил овдека да ми изнесе со Има столица таму доста мене. мажи. Има па 45 мажи беа присутни и 5 жени. Ја бев 51-виот тогаш. Значи 45 мажи шта? Се баш. Да, ама види ти за Белја никој Никој не не служел воен рок од нив, И си викаш кога ќе влезе агресор, а они се револуционери, како ќе ја бранат држава Што ќе од бране најгорешен се? агресор? Да. И ја им реков да им купам нешто, некои цвекерски радњи и кебани да продаваат, пошто така можеш само агресор да пречекаш, нели, со црвен тепих и со цвекенце. Тие Не се знаеш сега- пушка да Тие раководиш се пиштол. револуционери. Они се револуционери. Во кошоли. Без разлика, може да бидат и во тренерки, се едно е, значи. Сигурно знаат кој е дрес кодот нивен, иако популизмот денес не познава граници, нели? Можеш да глумиш лудило ти да одиш, не знам, скотскан, убаво, прикладно Така е. облечена, да живееш комунистички, а можеш да глумиш дека си комунист, а да одиш онака оскудно, демек се тресеш, И што се случи кога им кажа не излегам, јас сум тука. Јас од Словенија сум дошол место да ми синјата капа, вие ме бркате. Ја очекував некој маж да се јави да дојде да ме скорне од столица, си викам, станам од столица. Не станувам, едноставно не може никој, ја морам да бидам присутен тука, зашто се одлучува по важни прашања денес на тој состанок и не може никој да ме, зашто ја се држам до статутот Така. на партијата. И ништо. Нема мажи. Нема мажи, Нестан. бидејќи нема мажи, еден од мажите се јави во полиција и кажа дека има проблем и јас сега на мое големо изненадување, бидејќи Председател да не. Немаше тогаш председател, значи, тогаш немаше председател и дојде после час и половина, дојде полиција, дојде неколку полицајци со Марица надвор со вакво. Јас се легитимирав. Со Марица дури. Па кола ли беше, Марица ли беше, не знам, решетчиња од страна Брате, има се онага. И јас се легитимирав. Нормално е дека треба да се легитимираш и покрај тоа ништо не побараа кој сум, што сум, да го ја прекршив на било кој начин редот и мирот внатре, значи во хотелот во кој се Ти не си се одржува тепал, таа, ти не си се дерал, не си викал ништо, Мене тоа. ќе ми сврле обезбедувањето на хотелот, да се разбереме таму. Значи, доаѓа полицијата, они нема што да прават, тука они почнуваат мене да ми се силат као видеополиција, почнуваат се јаки. одредени одредени луѓе, тогашни членови од партијата кои Значи, него го мажи. поддржа, имаа мажи кои вербално, значи, уста земаа моја мајка. Што збор? Да, притоа човекот е универзитетски професор во Штип на ГДУ, предава етика. Не сакам да го спомнувам. Он беше еден од најжестоките момци кои со псовки, нели, пред Па тој полицијата. сега е голем маж. Па он е сега голем професор. Он нашата младина ја учи на етика и на морал. Нели, идните академски граѓани под негова палица академска се наобразуваат. И ништо, полицајците се јавија до виш инспектор како да постапуваат, го праша. Он им рече у суштина дека ја бев присутен.
И покрај тоа што они после тоа имаат цвртено приказната 180 степени. Значи, он им рече дека во суштина они треба да бидат присутни се додека сум ја внатре, и ако случајно мене некој ми се заканува или физички, мене дека Значи, они треба да ме штитат тебе, заштитат и мене а не ме нив. штитеа у суштина, а не нив, дека мене треба да ме изнесат. Они очекуваа лисици да ми стават. Они прво млади полицајци, се гледа дека млади полицајци, луѓе кои немаа ни 30 години, 25 години дали има, и они беа изненадени, значи сето тоа видоа дека нема никој проблем, дека културно се легитимираме и ништо, они ја напуштија седницата и беа надвор 2 сати. Скоро ја бев внатре сам со полицајци. Значи може проблем дури па направи. Што Да. они сакале обратно на Тоа беа револуционери кои патем истите тие револуционери носат мајци со Че Гевара, а со црквени знамиња пред разни црквичиња се сликаат дали у аеродром или било каде. Мислам, тоа е политички прво и идеолошки оксиморон. Ја мислам дека Че Гевара се превртува у гроб. Тоа е нешто неверојатно, значи, во наш политички дискурс. Значи, онакво деградирање на онаква идеја да се случи ова едно на дното, како што и кажат србите. Значи, така. и ништо, времето поминува, тече времето. Ти си тука, Јас си седам внатре, дојдоа од хотелот, ми понудија дали сакам кафе, чај, останав тука. Имаше тогаш еден другар, значи, повозрасен човек од Кочани, кој имаше некој случај кај негова фамилија, значи, дали беше жена во прашање, мислам дека итен случај беше во болница однесена и се работеше за тоа да биде поблизу, значи, до таа особа, не да губи време тука, и ме замоли неколку пати. Значи, дај да не правам глупости, да се откажам, ова не води никаде, као. Јас сум доста емпатичен човек. Луѓе кои ме познаваат, оние најблиски луѓе знаат дека работи, да емпатијата секојаш